утро се наоѓаме на лице место во просторијата каде што ќе се одржи самата работилница, односно првата бесплатна работилница за деца со специфични тешкоти во учењето. Оваа работилница ќе се одржи на 27 овој месец и ќе се одржи од страна на Неуроклиник Советувалиштето заедно со Сдруженијето Ајнштајн. Повеќе на оваа тема во продолжение од мојата денешна гостинка, специјалниот едукатор во оваа работилница Катерина Димова. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и добро дојдовте вие во нашите простори. Навистина ми е многу мило што оваа работилница токму на овој начин ќе ја промовираме и ќе дозволиме вашите гледачи да дојдат до едни многу битни информации и еден многу битен настан за сите нас. Многу важни информации. Од тука на самиот почеток да појасниме што значи самиот термин специфични тешкоти во учењето. Па како што и кажува терминот, овдека спаѓаат лица и деца кои што имаат некаква потешкотија во однос на соодвладувањето на наставното градиво. Тука спаѓаат палета на состојби како што е дислексија, дисграфија, дискалкулија и АДХД. Народски кажано, овие лица имаат предизвик во совладувањето на материјата при читањето, сметањето, пишувањето и потребни им се палета на техники и методи за на полесен начин да го совладуваат тој материјал. Кои се придобивките од самата работилница и што ќе се случува? Еве, овде во овие простори ќе се одржи самата работилница, можеме да видиме разни играчки околу нас, исто така табла на која ќе можат, верувам, дечињата да цртаат. Како ќе се одвива самата програма? Да, значи прво морам да напоменам дека целта на групната работилница и групната работа создава едно чувство кое што на секој од нас ни кажува дека не сме сами. Не сме сами во предизвикот кој што го поминуваме. Значи, опфатени се неколку битни точки на работилницата, а тоа е дека јас не сум дислексија, односно јас не сум специфична тешкотија во учењето. Мојата личност е многу повеќе од тоа, односно ќе работиме на самодовербата, ќе работиме на сите оние емоции кои што ги чувствуваат децата, тоа се анксиозност, чувство на фрустрација, гнев, кои што може да бидат свртени кон себе, односно децата да се однесуваат автодеструктивно или пак кон надворешната средина, да покажуваат некое екстернализирачко однесување како лутина и агресија која што најчесто е кон своите врсници. Така да на самата групна работилница на 27 ќе биде опфатена и онаа комуникација како на правилен и здрав начин да остварувам социјален контакт со врсниците. Поттикнати од досегашната соработка со Сдруженијето Ајнштајн, покрај индивидуалните работи кои што ги нудиме и третмани на децата, ние создадовме една специјализирана програма за која што ќе видите известени понатаму. Таа стартува некаде во февруари месец и преку низа на активности, техники, ќе им овозможиме на овие деца, но не само нив, и на родителите, и на наставниците, како многу битна алка во целиот овој процес, да добијат нови знаења како да се справуваат со овој предизвик. Фактички, преку оваа прва работилница го најавувате и вашиот проект. Да, така. Да. Освен оние придобивки кои што ги напоменавте за самите дечиња, верувам дека и родителите ќе имаат што да научат. Да, секако, значи во самиот проект на тука ќе бидат на работилницата само деца. Морам да ви кажам дека сум многу среќна, успеавме да организираме 2 работилници на 27 затоа што има доста пријавени деца. Понатаму ќе имаме одредени предавања и индивидуални сесии каде што ќе разговараме и со родителите и ќе им даваме одредена насока како они да постапуваат во комуникацијата со своите деца. Велите има доста пријавени. Дали тоа значи дека оние кои што не гледаат и можеби сакаат дечињата да ги донесат, ќе можат или треба да чекаат да се одржи друга работилница? Да, веќе линкот за пријава е стопиран. Баш денеска ги пуштавме меловите за потврда, доколку некој откажи, они имаат таму број оставено и контакт за информации, може да не контактираат за да влезат на таа работилница која што е на 27, но секако ова е прва стартна работилница. Веќе од февруари започнуваат групните работилници кои што ќе бидат поделени во повеќе модули, па ќе можат слободно да се пријават и оние кои што денес не гледаат.
При самиот крај сакам да напоменеме нешто за годишната возраст. Во текот на разговорот ми напоминавте дека на некој начин туку учат како да се справат со своите емоции и однесување, лошо однесување кон своите врсници најчесто. Веќе кога напоминавте врсници, за која годишна возраст станува? Работилницата на 27 е од 8 до 12, понатамошните работилници ќе бидат од 8 до 12, но и за онаа адолесцентска возраст од 13 па до 16. Ви благодарам многу за одвоеното време и се разбира, се надевам дека ќе дојдеме и кога ќе стартува целиот нов проект. Секако, ви благодарам многу и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека станува збор за интересен разговор, односно интересно вклучување на лица место. Говоревме за првата работилница која што ќе се одржи на 27 овој месец, односно бесплатна работилница за дечиња кои што имаат специфични тешкоти во самото учење.